и ќе почне. Добар ден на сите гледачи на канал Криптогемиджија. Како наш специјален гостин е модераторот, да бидем прецизен, модераторот од групата Криптовалути Македонија. Тоа е Никола Давидков, кој што денеска ќе ни направи малку друштво во однос на некои генерални теми за кои што ќе можеме да поразговараме. Така да сакаме да вработиме некои основни прашања со него како представи на групата, затоа што нашиот канал соработува со оваа група веќе долго време, уште од самиот почеток. И би сакале да слушнеме и негово мислење во однос на некои генерални теми на крипто. За сите оние кои што оставија некои прашања кај нас во оној прашалник кој што го остави во оној пол, значи тие ќе бидат дополнително обработени, како што беше прашањето за Zilliqa, како и за Ethereum service name. Значи тоа ќе направам соодветно видео затоа што ова повеќе е како подкаст формација на нашето видео, така да нема логика да навлегуваме толку технички, барем не за почеток. Натаму нормално ќе навлеземе во овие теми повеќе, да видиме дали ќе му се допадне прво на Никола ваквиот тип на видео. Ако му се допадне, нормално ќе направиме и повеќе вакви емисии. Така да добар ден Никола, добре дојде. Може да се представиш од се можеме да почнеме. Добро те најдов уште еднаш. Мило ми е што се склопивме вака да направиме еден муавет, крипто муавет, што се вика. Малце така да ги опфатиме елементарните и фундаменталните ствари. И баш ќе ми биде драго и почесто го правиме ова, секако. Поздрав до сите. Вака, значи, за почеток јас одбрав некои основни прашања. Верувам дека како представник на групата е добро да се направи муавет, да видиме нели кои се нашите ставови, кои се вашите ставови, да ги споредиме и како нели прва емисија да биде како воведна емисија во однос на среќавањето на каналот со вашата група. Значи прво би сакала да прашам колку долго си во крипто, ќе правиме напоредни одговори, јас ќе го одговорам истото прашање за да ги запознаеме луѓето со нели оние кои што буквално им го представуваат моментално крипто материјалот. Па малце тешко прашање за почеток, пошто зависи кој како го рачуна стартот у крипто. Ако го рачунаме од кога сум слушнал за крипто, сигурно е од 2015 година. А вака поинтензивно да кажам, се бавам од прошлиот булран, нешто слично кон тебе. Одлично, одлично. Па добро, исто и јас, значи интересното у криптото е тоа што значи не можеш секогаш да бидеш у крипто директно професионално. Скоро и никој не го прави тоа. Така да верувам дека е многу пореално за сите оние кои што гледаат нашиот канал, знаат и сами дека многу често прво влегуваш аматерски, почнуваш да слушаш за тоа, некој ти кажал нешто се случува, технологија. Значи затоа јас многу често го слушам истиот пример кој што го имам 2017 година, значи во Македонија не можеше да купиш Ethereum, значи тоа беше научна фантастика. Значи ја првиот Ethereum го имам купено на маса у кафиче у аеродром и тоа се баравме преку Facebook, ме разбираш, кој има да ти продаде, сваѓаш пакет на рака, па он ти продаде телефон. Нели. Значи тие што биле први у крипто, посебно тој булран 2017 година, мислам дека многу добро го знаат ова што го зборувам. У тоа време немаше ни каде да го чуваш, ја го чував некој free wallet у тоа време, hot wallet. Кој беше само. Нели. Од друга страна, многу од волетите не дозволуваа у Македонија да можеш фактички да направиш, нели, поради тоа што сме трет свет, за жал, но тоа е реалноста. Да. Ама верувам дека сите така влегле. Значи ја не верувам дека никој не влегол директно, нели, професионално со оглед на фактот дека и да сакаш, нема доволна едукација за да можеш професионално да влезеш, мада тоа е едно од другите прашања кои што ги имам. Така. Секој случај. Тоа и ми беше уствари добро е што веќе го начнавме ова како сектор, ти си меѓу првите и стварно јас бев позитивно онака изненаден кога видов дека некој се нафатил да го прави ова што се вика како да го тера дейли и фалеше у просторот нешто вакво, онака бев вау, као што збориш, браво за дечко, викаме двај чекам да се запознаеме, да почнеме да му абетиме што сика да им дадеме некоја представа на предсе на луѓето што се у крипто. И генерално секогаш како совет, мене кога ќе ме праша некој од кога си у крипто, кога да почнам, како ова, како она, секогаш им одговарам седни дома, пред компјутер, на телефон, небитно, напиши си ја домашната прво. Што сакам да кажам со тоа? Do your own research, нели она криптофразите ќе ги научиш. Значи, заеби тоа јутубери што ти зборат, нели, ние си правиме тука без цензура, сега муавет. Јасно, се разбира. Заеби таму што ти зборат јутубериве, генерално ти слушај ги, ама секогаш ти носи си ја сам одлуката врз основа на тоа што
ќе истражиш и секогаш гледај што повеќе извори да има, па после споредувај, обработувај се тоа што следи. Значи, мојот совет увек бил седни дома, ако треба години, нека трае тоа, научи, прибери информации, собери знаење и после тоа ќе го преточиш у профит, пошто има една изрека, ја на македонски ќе ја преведам. Кажи тоа. Значи, вели, вика, тој што прави пари е успешен. И сега 99% од луѓето а ги прашаш ќе рече, да, точно е. Ама не е точно, обратно е. Тој што е успешен, прави пари. Значи, не иде едното со другото. Мора прво да стекнеш знаење, да собереш вистини и тек после ќе дојде успехот. Не, па види, најголемиот проблем, барем според мене, посебно во дома, е тоа, како што кажа и сам, значи, за жал, првиот и најголем проблем во Македонија е тоа што стварно нема едукација. Значи, она што го правиме моментално, ти кажам отворено, многу пати го кажам и на каналот. Ја може воа да го наплаќам, ако се сеќаваш на почетокот имаше некои фраери што викаа дека каналот ќе стане платен, не знам, ќе наплакаме чланари, ништо тоа никогаш не се случи, нема да се случи, барем дека јас сум одговорен за каналот. Идејата што ми е, значи проблемот со оние дома кои што сакаат да почнат со крипто е тоа што на вистина немаат од каде да научат. И сега мене не ми на пример сега моментално колку што можам да одделам на работа сум при крај со смена, мене не ми е проблем еден час нели да поседам со тебе да поразговарам или да соберам некои основни информации да направам видео во однос со тоа што сакаат да научат. Проблемот е што нема кој што викаш ти да го одвои времето да го направи тоа. Ама жално е да имаш толку луѓе што сакаат да знаат, а многу често налетуваат на скемови од типот ја ќе ти продам коин или некои си локални коини што нели нигде не постојат. Дај ми ги парите на мене, јас ќе ти не се секире кога ќе дојде по после 2 недели има 1000% плюс да види. И сега за тоа на пример жално е пошто знам дека многу од луѓето така заглавуваат. И сега проблемот што е? Многу од луѓето во Македонија посебно имаат голем проблем со крипто затоа што они не знаат што е крипто, разбираш? Некој им кажа, слушај, купил овоа, има да бидеш у профит и се он е лутна цело крипто, а крипто нема врска со тоа што го купил, ме разбираш? И сега за тоа, значи основна работа е, срамот е, пак сме последни у светот, ме сваѓаш? Значи прва и основна причина е тоа што сме пак последни у светот. Значи Македонија нема никаков канал, нема никакви основни информации за крипто. Па тоа е проблем. Пак ќе кажем ја, види. Значи ја не викам дека многу знам. Ја имам уште многу да научам. Тоа секогаш било така. Ама тоа што го знам го споделам јас зашто викам цело време. Како заедница можеме многу подобро да успееме отколку еден по еден. Проблемот со она што го видов посебно да речеме овие две групи па раскарани, па еден со еден не живеат, па еден кажал вака и кажал. Значи на крајов од денов нема логика на трибализам, ја тоа никогаш не го разбрав. Значи кога го правам каналот, го правам бесплатно, го правам за сите и што викам единствено што барам од вас е да не го работам во џабе, барем споделете го со луѓе што сакаат да научат. Ја никогаш не разбрав зошто толку трибализам, оноа па јас сум сонив, па ти си сонив, па не знам кој како кажал. Работа е кланови. Тоа е македонска работа, увек сме се делеле на кланови. За жал. Не сваќаат луѓето дека прво треба да бидат солидарни, као што кажа ти, значи солидарноста е во ваква работа поготово многу битна. Ти не можеш да бидеш солидарен, а истовремено да бидеш лаком као лицемер. Значи двете работи не идат заедно, или си солидарен или си лицемер. Сега некои луѓе се представуваат као сега да не именуваме, само кај нас. Не само кај нас, значи секде у свет е така. Само поентава е што тука знаеш им се прави една представа на луѓето да го перцепираат криптото како коцка, као брзи пари, као нешто такво. Мене тоа не ми се свиѓа. Значи треба пред се технолошки да го гледаат као блокчейн или као технологија, да истражат све што е тоа и после тоа, значи крипто е само еден мал дел од тоа што допрва ќе зима замав. Јас очекувам дека биткоинот ќе постане првата резервна валута у светот, ќе земе приматот на доларот. Иако сме далеку од тоа, тоа што се случува на денешна основа у економијата и уназад година-две, само го потврдува фактот дека биткоинот ќе земе тој примат. А кога ќе биде, не може никој да знае, но дефинитивно идеме натаму. И луѓето мора да го гледаат така тоа. Јас не знам како другаче попросто да го објаснам. Ова таман доаѓа у второто прашање што сакам да го поставам, а тоа е што очекуваш од крипто овој циклус генерално и што очекуваш на долг план. Ја мислам дека на долг план посебно со биткоин ова баш беше точно објаснето, пошто дојде ред веќе ми го одговори прашање, уште не сум го прашал, но
може така да направиме. Ако сакаш можеш да почнеш, баш ме интересира твојава идеја за што очекуваш од директно од крипто на подолг план, па јас ќе одговорам исто ако нели имаш уште нешто да додаеш нормално. Супер, може. Значи ја мал увод направив, вака као реченица 2, да се знае на што сме и генерално од криптово што гледам. Вака сега, значи пак кажав, во ваков волатилен пазар, значи традиционалните пазари се волатилни, па да не правиме муабет за крипто, тука да сме најасно. Значи во ваков момент каде што веќе го одложија, да кажам, берот, историски никогаш не бил повеќе од 364 дена, значи точно официјално вчера. Точно. Да, и сега со ова со FTX што се деси со DCGT, браво што го направи тоа како анализа, значи гениално. Никој не прави таков тип на анализи и увек ќе те поддржувам за тоа. Значи генерално го продужија они бер маркетов. Фала Богу, они ти викаат ти продава и они да купуваат, го кажа пак тоа. Значи се работи за маркетиншки и психолошки трикови што ги прават за да си отворат нови позиции. Правиме муабет за големите играчи, пошто колку и да не ни се свиѓа, јебига се, а тоа е, има некои големи играчи што си играат со нас, на помал или на поголем левел, зависи. Сега, значи, булот, да не се лажеме, значи, отпочнува секогаш една година пред халвингот. Сега можеби нема да биде една година, ќе биде помалце тој период, но дефинитивно самиот бул маркет, тоа фактички не може ни да се рачуна као почеток на бул, туку една одскочна даска пред булот. Значи, тоа секогаш се случувало година дена плюс минус пред самиот почеток на бул маркетот. Значи, следниот халвинг ако земе предвид дека е почеток на 2024, негде таму кога точно ќе биде. Некои викаат март, некој мај, некој април. Се поместува, пошто се поместува заради тоа што имаш побрзи и побавни блокови направени, и затоа се поместува и доаѓа повеќе на кај април веќе. Иначе у халвингот може да го погледаш, че баш ќе имаме овдека, може да го погледнете. Така, супер, нека си видат, значи 2 мај. Официјално проектот како се намалува. Појли, извини. Не, уживај, значи попрецизно да се види, да се објасни, тоа ми беше муабетот, нека си видат, значи кога и да биде у тие месеци, тоа што викаш се поместува, ќе се зима и тоа у предвид. Значи тогаш од самиот почеток, нели, халвинг, да објаснам на кратко, е преполовување на секој нов ископан блок на биткоин, односно преполовување на капацитетот на самиот биткоин. Сега ако е 6.25, со следниот халвинг ќе биде 3, колку таму? 3,12, така нешто, 3,12. Така, 12,5, така нешто му доаѓа, така. И сега, после тоа ние ќе видиме масовен раст, конкретно правиме муабет за биткоинот, ама тоа ќе повлече цел пазар. Значи, убаво кажа ти, не можеш да знаеш никогаш кои ќе бидат следните коини во бул маркетот, затоа треба да правиш техничка и фундаментална анализа паралелно. Така да, јас очекувам дека ќе има еден мала одскочна даска таму после кинеската нова година, пошто кинеската нова година е таму почеток на февруар. Тоа нека си проверат додатно кога е, значи да не го утнам датумот, таму е крај на јануар, почеток на февруар. Очекувам веднаш после тоа дали месец, дали 2 месеци, конкретно не можеме пак да кажам точно да погодиме, но очекувам да има еден мал раст тогаш и после тоа кога ќе се случи халвингот веќе од 2024 надалje, очекувам да, како што кажа, таму 24-25 веќе да потегне, значи тука сме на иста фреквенција. Се, ако може да продолжиме од ова што запад. Значи супер се на место кажано, значи ми се допадна, само од оние, да речем сега повторно, нели ја имам кај мене цело видео за биткоин халвинг, може да го погледнат, буквално направив и пред неколку денови биткоин циклус и зошто јас и Никола сме на иста страна во однос со тоа дека очекуваме бул маркет после самиот халвинг, но кратко за оние кои што гледаат, значи ова е моментално чарт на инфлацијата на биткоин, каде што инфлацијата се преполовува секогаш кога имаме халвинг.
Значи првиот халвинг во 2013 година. Од 25% инфлацијата, значи може да видите овде дека го покажувам го пишува на само момент да го најдем точно. 25,75 била инфлацијата на моментот на халвингот, после халвингот паѓа на 13. Значи самата инфлација се намалува уште еднаш. Овде дека бил 9 паднал на 4,4. Во последниот халвинг кој што го имавме од 3,6 паѓа на 1,6. Поентата што е? Оно што го кажува Никола е сосема на место, буквално поради, значи, резервна валута би било логично да биде валута која што има најмала инфлација, која што е најстабилна, која што е со најстабилен, да речем, пат и раст на цените, што верувам дека понатаму буквално оно што го разговараме јас и он, значи ова мора да го гледате на подолги патеки, каде што кога ќе дојдеме до ситуација веќе да имаме уште 1-2 халвинзи, инфлацијата ќе биде минимална. Значи моментално инфлацијата е 1,6%. Дали вие познаете било што освен Етериум кој што има помала инфлација моментално? И тоа Етериум поради тоа што има брн механизам. А на биткоин што самиот почеток, значи така добро го смислил на Сатоши Накамото, да самата инфлација го предизвикува бул маркет. Значи од друга страна да не забораваме на психолошкиот елемент, значи тоа што многу луѓето викаат, абе нема да биде пак, абе како нема да биде пак кога сите го чекаат. Значи тоа е многу пати го кажувам тоа на моите анализи. Зошто на пример многу добро работат стоп-лосите или да речем обратно кога имаш ситуација во која што се обидуваш да достигнеш мета? Пошто многу од луѓето чекаат истата мета. Сите луѓе користат иста анализа, сите луѓе користат исти индикатори, сите луѓе оприлика очекуваат исти резултати. Исто и со бул маркетот, затоа не ги разбирам луѓе. Значи вие автоматски имате барем 1 милиарда луѓе што чекаат да дојде овој халвинг и автоматски ќе купат они веднаш после халвинг ако не и пред тоа. Така да, значи веќе 3 пати се случува поред и тоа колку почесто се случува, нормално дека многу повеќе луѓето ќе почнат да го користат овој тајминг, поради тоа што ако нешто 3 пати се случило, нормално очекуваш дека ќе има и 4 пат. Така, значи нема логика да очекуваме спротивно од тоа кога до сега циклусов 3 пати ни покажува дека точно откако ќе помине овој тајмер, влегуваме у следен бул маркет поради самиот халвинг и преполување на инфлацијата. И да не забравиме, нека им биде слика и прилика, извини ја што те прекинав. Да, повели слободно. Значи нека им биде слика и прилика на тие што се двоумат, што не веруваат, што читаат и слушаат погрешни анализи. Значи да бидеме најасно, биткоинот е hedge against inflation, токму овој график што го покажа со моменталната инфлација го отликува тоа, така да исто така и за Етериумот, тоа што го викаш као Етериумот е, како имаше пишано, као дека е нерезервна инфлација, моментално е со негативна инфлација. Само секунда, сега ги така, ама го имаше тој терминот као кажано дека е дефлационо средство, Да, дефлационо, баш така. Тоа е најпрецизно објаснување за Етериумот и јас сум прв што сретнува, ти си прв уствари што го гледам тоа да го кажи и баш ми е мило што тоа што сум сакал да го кажам, ти веќе си го кажал, така да дефинитивно браво за тоа и тоа луѓето малце треба подлабоко секогаш да навлезат во анализа, во споредби, во секакви работи, ако сакаат секако да научат и да извлечат повеќе информации. А во денешно време информацијата е пари. Така да. Точно. Тоа е тоа од прилика. Само да се надоврзам многу што го спомна за Етериум. Значи, многу едноставно, јас многу пати до сега го имам покажано ова, Ultrasound Money е страна која што моментално следи точно која е ситуацијата со инфлација или дефлација на самиот Етериум, со тоа што може да видите како би изгледал Етериум доколку го симулирате во POW, односно доколку останеше на Proof of Work, каде што сега моментално веќе ќе имал 3,5% на годишно ниво инфлација, за разлика од тоа кога ќе го смениме на Proof of Stake, има буквално нула инфлација. Значи се уште не е влезен во негатива, но буквално нема инфлација. Што се вика е подобар дури и од биткоин. Постабилен, дефинитивно. Така да некој кога ќе ме праша за Етериумот како го гледаш, јас кога му го објаснувам ова не можат да го сватат. Затоа увек викам, значи мора да имате барем некоја елементарна подлога од економија, значи јас конкретно имам завршено економски, од таа бранша доаѓам, исто и ти, така да ти си од финансово право, горе-доле тоа е тоа. Да, што ти требало. Да, значи do your homework, така. И мора значи да имаат некаква елементарна подлога. Тоа што го спомна, јас ќе се навратам кај нас, баш имаше пред некој ден како ден на финансиската писменост, 20 некој ноември беше,
и гледам бројки, кај нас финансиската писменост била 20%, сме биле најлоши у регионот, па фала Богу, како да не бидеме најлоши у регионот, кога ги отупеа луѓево со негативни вести, со читање глупости. Политика, друго не се знае кај нас, само политика се знае. Абе, добро е да има и политика, ама они ни за политика немаат познавање, немаат подлога. Значи и ова има некој вид и во криптото има политика. Точно. Но ти мора да знаеш како да валоризираш таа политика. Значи кај нас, јас затоа и сакам да се занимавам со ова пред се за елементарните, за фундаменталните ствари, значи да им ги објаснам на луѓето, као ми доаѓа другар, пријател, познаник, небитно, и ми ка, абе брат, како да купам сега, може ли од кеш у крипто? Значи јас тоа прашање го имам милион пати чуено и кога ќе го чујам одма се тргам као моментов, ај ќе ти објасна, значи не можам да се навраќам 100 пати кога гледам некој сака да почне, а не научил од кеш у крипто дали може да направиш трансфер као. Ако ме разбираш. Те разбирам комплетно. Види, тоа е на пример втор дел од значи стварно немам време, јас сакам и војдел да го обработам. Многу од луѓето имаат, што викаш ти, основни непознавање поради тоа што пак тоа кај нас не е нормално. Значи кај нас нема такво секојдневно, да речем, луѓето не се склони кон тоа да бидат малку, да речем, пософистицирани генерално технолошки. Зошто на пример многу често се бараат такви видеа од типот како да внесам на Binance пари, како да направам акаунт. Ме разбираш, тоа те разбирам комплетно, ама е потребно. Само у академијата на Binance нека отидат, све ќе научат. Точно, ама пази, сега тука е уште еден проблем што постојано го избегнуваме. Не се сите солидни со втори јазик. Да. Реално правимо и затоа на пример главната причина поради која што го направив овој канал, па ќе кажам ја. Ја види брат. Јас сум ти го пополнил гепот брат и ми се свиѓа, треба на македонски. Браво. Па тоа е работа. Не, види, реално ти кажам, значи отворено меѓу мене и тебе. Значи јас имам дел од фамилијата у Србија. Јас зборувам течно српски, зборувам течно руски, зборувам течно англиски, зборувам шпански, зборувам германски. Јас за да се пувам на емисија, него стварно зборувам. Затоа и сум менаџер хотел, ме разбираш. Поентата што е, значи ја можам на било кој од јазици да направам канал и да бидам многу попрофитабилен. И оваа ситуација, значи која профитабилност ја очекувам Македонија? Сето ова што го правиме поради тоа што кога што го правевме не знам колку пати муабетов, едноставно луѓе нема од кај да научат. И жално е. И постојано сме последни, ме разбираш. Жално е. Значи нема у некој технолошки развој што ние сме биле барем секогаш сме последни, стандард, крај. Мора да се поместиме од тоа, брат, значи. Па знам, ама нема, види, нема интерес. И тој да го разбирам. Еве на пример многу пати сме разговарали и во самата група. Ги разбирам луѓето, нема интерес. Прво, сега моментално се наоѓаме у bear market, што е многу нормално. Bear market никогаш нема интерес, знаеш како е. Сите затвараат, не се заинтересирани, никој не ќе да купи ништо и затоа и не се самара. Тоа е катастрофа, тоа е тоа. Па тоа е жалното што на пример делов од група, а барем ако ништо друго, ако не пошироко, група криптовалути или оние кои што следат мојот канал. Постојано пропагирам дека bear market е местото за учење. Bear market е моментот кога имаш време да научиш, имаш време да истражиш. У bull не можеш. У bull имаш у еден ден 10 апдејти, другаш. Имаш 10 нови проекти испаднале со не знам какви бомбастични вести, имаш еден куп апгрейди, форкови, имаш еден куп, не знам, нови соработки. Не можеш, значи ти у bullов не знаеш што да обработиш попрво. У bear гледаш како имаш време за фундаментална техничка анализа, да објасниш што е, како е, да научиш чартинг, да најдеш каде можеш да најдеш. Тука, значи генерално кога си во bear market, дали ќе дое биткоинот на 12, на 13, на 14, на 15, 20, 25, небитно, значи на колку и да влезеш, значи ти не влагаш со милионико прво. Значи како што кажа, правиш cost average или долар cost average стратегија и купуваш. Значи ти научи го прво тоа е бомба за почеток. Па после ќе почнеш полека и со трейдање и со, значи јас така започнав. Значи не можеш одма ти да влезеш у левридж, 90% од луѓето влегле одма у левридж и криптото е скем. И ги пуштаат на вести, ги пратам редовно. Значи има и добри дечки, конкретно Токен Падок, Дарко ќе го спомнам, значи брал за него, напиша книга, значи прва книга за крипто у Македонија, имаше солидни излагања на вести. Но за разлика од него, останативе луѓе што искочија у јавност, значи катастрофа. Викаат пирамидална шема бил биткоинот, не знам, целото крипто било пирамида, пирамид ским, вака така, значи не знам како ги пуштаат тие луѓе. Кој организира шема алгоритмов и сами организира место да контактираат некој како Дарко, како мене, како тебе, некој, не знам, што има елементарно познавање.
нека седнат еве 2 реда муабет, нека направат, па нека одлучат после тоа, не ги пуштаат што и кажеш луѓето таму што да кажат од унапред им кажуваат и после тоа криптото било превара, па ќе биде превара кога не ги Знаеш следиш. кај големиот проблем? Значи сега тоа што го кажеш ти дома е сосема на место, посебно кога ќе земеш ти некој од Министерство за финансии, господе Боже, да ти кажува што е крипто, нели, пошто они знаат, таму читале у законот нов. Да, закон за перење знаат. пари регулира крипто, господе Боже. Да. Тоа копи-пейст го кажат и од демек нешто направиле, да. Виделе од Европа, го превеле на Google, го средиле малку да не биде ептен, ама нема врска и сега, нели, нивна работа, они се професионалците. Знаеш што е жално? Жално е што тоа постојано го кажувам. Значи, луѓето не се свесни колку крипто е скоро влезено у секоја пора од општеството, ме разбираш? Они тоа постојано го кажувам и некако луѓето на африканци го фаќаат. Значи, вака, прост пример. Викам, значи неколку пати го споменав до сега. Значи ти Европа веќе донесе Мика, тоа што го имам како посебно видео кај ме со едукационо со цел. За тоа што го кажа, браво. Значи Мика не само што е донесено, воа не е некој пробен закон, тоа е проблемот што луѓето никако да го разберат. Туку е веќе донесен, изгласан прво од самиот Совет на Европа кој што е битниот елемент. Парламентот само е фиктивно као гледајте сите изгласавме нешто. А после тоа веќе е на ратификување на сите 28, мислам дека се сега веќе 28 членки за да почне да се применува. И тоа на пример што ја го знам како дефиниција од цела оваа ситуација е дека било кој од овие проекти, да речеме Chainlink дошол или не знам кој, значи ако аплицираат да речеме во Малта или во Италија или во каде и да е, било каде да добие лиценза за работа, овдека сега ти спаѓа значи секаков тип на крипто проект, така? Автоматски станува легитимен проект во цела Европа. Зборувам како нели легитимен бизнис. Ама не само тоа, него сега дополнително на тоа имаш инфраструктура, тоа што постојано кажувам. Сите викаат, Swift не е битен. Не, многу е битен. Да, значи многу е битен. Зошто е битен? Поради тоа што Swift нема да постои, а новиот стандард ISO 20022, значи ја разбирам дека тоа е финансиски дел претежно за банки, но тој дел што луѓето никако да го разберат. Тоа е начинот на кој што тебе ќе ти го донесат крипто секој ден до тебе да биде. Зошто? Ти вика прво со ISO 20022 се одлучува кои од овие криптовалути кои што моментално се на пазаров се компатабилни со финансискиот систем моментално во светот. И новиот месечен систем уствари ќе бидат приморани банките да мораат да ги користат овие токени што се веќе, нели, ги исполнуваат критериумите да бидат ISO 20022 компатабилни, ме разбираш? И сега тоа ќе го кажам на луѓето. Вие не сте свесни зошто? ISO 20022 беше преместен од ноември за март наредна година само поради тоа што моментално има еден куп срање во Европа што не може да се изсредат. Што значи дека до сега веќе требаше да почне да делува. Не е тоа случајно, да знаеш. Знам дека не, знам. Ама не се, знаеш како, премногу коинциденции има и луѓе кои ги кажеш, викам добро луѓе, значи ја ваше го кажувам, не можам да биде 100% сигурен, никој не може. Не постои канал што може да ти каже 100% тоа ќе се случи, така ќе се случи. Арно, ама каде е жално? Сега ти викам, значи оние буткаат финансиска легислатива да почне некаде од 2023 година, ти вика до 2025 година, до ноември, автоматски се што е Swift веќе не постои. Имаш нов систем во кој што криптото ќе биде сосема легално и ќе биде дел од секојдневните берзански тргувања, ме разбираш? Само што ќе има други имиња, како што е на пример BTC е во крипто, ама во берзански XBT, ме разбираш? Истото ќе биде за сите што се уствари компатабилни со ова. А тогаш веќе, значи сите работи се поклапаат, тогаш веќе и халвингот ќе биде, значи па зошто го викам тоа? Имаш bull market точно во моментот кога се случуваат работи. Колку и да си суетен, еве да кажам, да си против CeFi во криптото, нели XRP е CeFi-от, ама колку и да си против тоа, тие се компатибилни еден со друг, пак е добро и за децентрализираниот пазар тоа. И затоа еве има еден фри сигнал, значи земете си го XRP дуре на време, значи ова е цена, смешна цена за XRP. Ајде, не зборов, види, значи многу пати ме обвинуваат дека сум пристрасен. Значи работата што е? Ја не го кажувам воа, многу пати, значи луѓе па се враќаме на таа трибализација. Не е воа фудбал. Не навијам јас за Манчестер или за Арсенал или за не знам за Вардар или за не знам кој. Значи не е воа фудбал. Гледај ги работиве според тоа што ти е представено на пазарот. Тоа што го кажа Никола, тоа е многу на место. Јас знам дека многу од вас немаат финансиска основа, значи не е ова навреда, тоа е реалност, така? Но не сме го мислеле ова сега ние или да сме дошле до заклучок буквално као вчера за ова, значи ова е од години анализирање, учење, пратење,
споредби, муабети, чуда, значи ова не можеш преку ног да го знаеш. Значи не дека сега се правиме ние нешто сме тука професионалци, него чисто го споделуваме знаењето, така. Солидарни сме, најпросто. Сега жалното што е, значи многу пати еве на пример ми се случи тоа со трипл халвингот на Ethereum. Проблемот кај нас што е? Значи едно е да му даеш некоја едукација и да му кажеш луѓе, ова е едукација. Значи ти мораш да го земеш во првите, ама како што кажа ти на почетокот, не можеш ти да што викаш ти јутубер, бе не е Господ нека види, не е битно. Не може некој да ти каже и ти да кажеш да, така е, купувам, сега го следам, сигурно и управо. Значи не постои такво нешто. Мора да донесеш собствена одлука, а каналов што го имам, значи ја за тоа кажувам, додека не ве научам како да донесете собствена одлука за менаџирање на ризикот и истражување на пазари, без разлика дали е техничка или фундаментална анализа, ја ништо не сум ве научил. Значи тоа, баце, знаеш колку пати ми се случи да ми прата порака, дај сигнал. Човек, не може да ти кажеш, не е воа човек билтен, значи не сме у кладилница. Како да ти дам сигнал, Значи за тоа, например, најголемата грешка ќе беше ако направев канал со кој што се занимава например со краткорочна анализа. Брат, мене главата ќе ми е скина. Замисли да направиш анализи и да кажеш дека биткоин оди надоле, например, во следниот 2 сати и он трне нагоре. Тоа е крај. Значи на плоштад, тоа е тоа. Ја зошто викам, значи ја можам значи на глобално ниво е многу поедноставно и многу појасно да видиш каде се наоѓаме во еден циклус. Ама многу луѓето не го знаат тоа. А они што викаш ти сакаат да тргуваш со леверидж, он не знае кај се наоѓа од циклусот, не знае дали е блиску до крајот или до почетокот на циклусот. Тоа допрва треба да го стекнат како знање, значи пак ќе кажам, прво елементарното, значи прво јас ова увек го викам, значи ако сакаш со крипто, он ќе ме праша што е ова, што е тоа. Може да ти кажам што му викам? Може. Оди седни дома, bitcoin.org, download Bitcoin white paper. Значи, земи прочитај го 100 пати white paperот, па ќе правиме муабет. Абе брат, зашто? Затоа, земи, научи, значи свати го тоа што го пишува таму, па после ќе видиш и самиот муабет колку полесно ќе ни иде. Просто не знам како да го објаснам. Добро, не само тоа, управо си, ама има многу сегменти, реално прави муабет. Зошто многу, ама да почнат од тој сегмент за старт е точно. Епа види, јас за тоа на пример до сега ако виделе кај мене на каналот има повеќе од 60 видеа, сега мислам дека се 64 со различен материјал. Дел од нив е економски. Значи има теми како инфлација, како рецесија, кај што ја детално објаснувам како да најдат, што да направат со неа, што тоа значи, како ќе им помогне. Има делови што се техничка анализа, има делови што се фундаментална анализа. Проблемот што е кај нас посебно во нашава заедница. Сега се враќаме на овоа прашање што сакам да го прашам што мисли за заедницата во Македонија. Значи, луѓе имаат проблем со тоа дека треба да се едуцираат. Значи, они се спремни и последните 1000 денари што ги имаат да ги дадат на било кој што им каже што да направат со нив, ама нема да седнат да научат за они сами да научат каде да ги стават пари. А фактички тие јутубери прават класичен шилинг, 99% од нив. Еве нека прочитаат што е шилинг, ќе сватат, сега да не губиме време. Точно. Епа, тоа е сега, види колку жално е. Значи, да дое ред, еве, сега па ти кажем ја, мојов канал те тера, значи ја на никога не му реков купи го тоа или купи го тоа. Ја наспротив, те терам да седнеш сам да најдеш што да купиш. Значи ја и кога правам на пример, еве, да, реално, значи јас моментално држам само 4 коина. Ethereum, Ripple, ADA и DOT. Тоа е се. Поради, нели, може да видат кај мене зошто транспарентен си, браво. Но дебело го образложувам тоа и кажувам зошто ги држам овие проекти и повторно не го правам ја тоа за нив да им го продавам, што ако им продавам ја нив ADA или Ripple, што ќе направам ја некако профит. Не, значи ја ви нудам зошто ние како канал и како мал тим од Малта вложуваме во овие коини, а вие седнете и направете си собствено истражување и проверете ги сите тие работи што ја ви ги кажувам. Значи да ми каже некој од 2000 година дека не може да провери нешто, ќе разберам. Ама од 2021 година со толку пристап до интернет информации, јас сето тоа што ти го давам на каналов, можеш да го провериш. Тоа не го разбрав кај луѓето. Значи, не ти дале пари, ама не би седнале да учат. Значи, тоа е тој дисклеймер што мора да го сватат. Значи, it's not a financial advice. Мора да седнеш, значи, you need to do your own homework. Тоа е тоа, еве да одговорам на прашањето, као бесплатен, еве, и нека биде финансиски адвајс, бесплатно од нас, значи седнете, напишете си ја домашната. Прво, not your keys, not your coins. Тоа што го збориш цело време. Not your keys, not your coins, другари, како ви кажам, мора да имаш сопствеништво, власништво врз своите средства. Тоа што го збори Криптогемиџија у секој подкаст, значи устата пена му фати.
Значи, буквално, тоа прво. Второ, white paperот на биткоин, еве, не мора ни да го си минјате, отидете на bitcoin.org, го имате у PDF формат 4 ебани страни. Значи, седнете, прочитајте го. Ке сватите што е целата поента. Не случајно излезен финансиската криза 2018 и Антонио тоа го кажува. Значи, нема случајности у економијата. Ништо не е случајно. Све се бројки, све е математика. Тоа акција и реакција. Акција и реакција мора некаква подлога да имаат прво. Не може да дојдат до овие знаења у старт одма кога ќе укуцаат крипто. Значи треба да седнат, да учат, да истражуваат. И еве и ние, значи јас се сметам себе си као студент вечити. Зашто? Пошто секој ден учам нови информации. Тоа е тоа, тој став, таа перцепција треба да имате кога влагате у крипто или кога сакате да учите од крипто. Јас затоа и кажувам, прво секогаш е битно знаењето и учењето. Значи повторувањето е мајка на знаењето. Тоа е тоа, по неколку пати ќе се повторуваш. Тие две работи се маст. И трета работа еве би додал, значи никогаш не го споделувајте клучот, приватниот клуч. Значи тоа ќе си го запишете дали во заклучен нотес на телефон, дали на лист, дали било каде, значи вие најболje си знаете и тоа е само ваше, само вие имате пристап од било кој уред. Исто и Антонио и ова го кажала, ама мора да се повтараме. Значи тоа е трета работа и никогаш јавно не ги покажувајте собствените средства во крипто. Не зборам на другар приватно или на блиски, значи јавно. Никогаш не ги покажувате средствата, пошто утре тоа може од врат да ви се удри. Може да ве обвинат за милион работи. Еве приметувате Антонио будала, значи он ви го покажува вака еве новчаникот. Не. Значи, процентуално не е проблем, нормално, луѓе нели од значи, имаат идеја што би транспарентен, им ги кажуваш коините. Значи тоа и повеќе од доволно. Јас правам муабет на дисплеот да го извадам или вака или да пуштам скрин и еве ти ми ги средствата милиони баце ова она, кои милиони бе другар. Тоа е у моментот, што правиме за некоја година? Зашто не ги извади тие милиони у бер маркет, а? Да, баш така. Баш така. Види, се е на место тоа што кажам, посебно во дел со Cold Wallets, значи со Cold Wallets што кажеш го пропагираме, ова не знам колку пати они чека FTX да падне и на сите бараат Cold Wallets и сите на рачунот. Да, и отиде Trust Wallet коинот до плафон. Ама никогаш не е касно, значи без разлика. Знаеш како? Многу често ја верувам дека и тебе да се случило. Додека не ти се случи, не можеш да научиш. За жал, луѓето многу често учат од кога ќе им се случи, од кога ќе им изгоре. Моментално Trust Wallet 15% и ќе продолжи да расте. Па така, за тоа сакам да кажам, значи многу од луѓето чекаат да им се случи нив, за тогаш да им текне, чекај, треба да направиме нешто околу ова. И ќе напоменам уште еднаш. Значи едукација о крипто не може да биде само еден канал. Во ред имате и српски канали, и хрватски канали, сето тоа се колеги што нудат опции за едукација. Но на крајот од денов, јас зашто цело време викам, не го гледате само мојов канал. Значи најдобро се учи кога гледаш повеќе канали. Ја учам многу канали. Техничка анализа, некои канали за вести, значи едноставно не може еден да го има се. Значи не постои такво нешто. И значи постоја мора да се надградувате во однос на тоа што ви интересира. Сега некои луѓе може ќе се најдат повеќе у техничка анализа, некои луѓе може ќе се најдат повеќе у фундаментална анализа, некои луѓе може на пример ќе станат, не знам, ќе пишуваат у Плутус, ме разбираш? Значи како и да е, многу од овие работи се различни, затоа и цело време викам. Значи ја направив цела плейлиста од 20 и нешто видеа кај што објаснувам какви се крипто категории има. Значи криптото е толку обемна тема што едноставно не можеш, викаш ти, ќе седне некој ќе ти каже да бе кажи ми што е тоа. Де ај кажи ми што да купам сега, ме разбираш? Или зошто кога да го купам. Значи буквално тоа што каже он, значи јас моментално имам повеќе од 200 сата, значи 200 часови активно зборување за различни теми со цел да објаснам. И сега кога некој ќе ми пише дали да го купам воа или тоа, значи прво провери кај мене на канал сум го зборувал тоа. Значи не бидете мрзливи. Проблемот е што мора да седнете и да научите самите. И сега ако мене не ми било проблем 200 сата да зборувам у камера за да ви го доставам тоа, а вас ви е проблем у мојот канал да влезете и да напишете у search, например, што е инфлација или дали Ethereum, Ripple. Значи се е овдека, само треба да кликнеш и да го најдеш прилното видео за да научиш. Тоа е тоа, значи мора да слушаат. И сега ќе се надоврзам уште некои ситници што ги испуштив, конкретно еве, пошто е прашањето за крипто заедницата, ова
се однесува генерално, но конкретно правиме муабет за нашава заедница, не не интересира за нашите, за Македонија пред се и за македонците ни светот на секаде, значи не само у Македонија. Пошто Антонио моментално е у Малта на пример. Значи кривата на иновација мора да ја земете во предвид. Што кажам кога мислам кривата на иновација? Значи имаме созревање на секоја иновација. Немојте да мислите дека од вчера е настанато ова со блокчейнов и со криптото. Ова се работи за години, значи декади уназад, каде што луѓе се мачеле да го донесат ова паблик, да кажам, и тие се тие иноватори во кривата на иновација. Кои се следните? Следните, одма веднаш после иноваторите се early adopters. Можеме комотно да кажеме дека early adopteri сме ја и Антонио и сите што влегле до сега во крипто. После early adopterите доаѓаат late adopters. Тие се веднаш после нив. Има уште. После late adopterите се early majority. После early majority се late majority. После late majority се последните, односно laggards или legards, како сакате кажете. И тие се последните како за останување на нас. Како за останување, значи тие влагаат кога ќе почне да се користи све. Значи кога ќе почнат сите да користат, буквално тогаш ќе продаваат. И генерално ова им го кажам за разберат колку сме рано. Значи нека не ве лажат со тие приказки скам било криптото, вака било, така било. Еве да се надоврзам околу понзито или околу скамот, што да кажеме за државните обврзници. Еве долар, небитно која е валутата, еве денар, која сакате кажете, а сите се врзани со доларот. Антонио многу пати го објаснил тоа зашто е резервна валута се уште доларот. Значи државните обврзници се класично понзи. Они со ново дојдените инвеститори ги исплаќаат старите. И наместо да ти го објаснат тоа на вести нема да ти го кажат. Мора сам да го дознаеш. Исто со кршењето на златниот стандард 73-та. Шо кажа Никсон? Ќе го вратиме привремено ќе биде тоа. Еве 2022 каде е вратене? Не е вратен. Значи тоа е тоа, значи обврзниците се скем, пошто они со нови инвеститори исплаќаат стари. Поголем скем од тоа имали. Тука да не навлагам уште мапа нека погледнат само. Значи само извините те надополнам да го направам аргументов, така. Вака сега. Според тоа колку е по-црвена бојата, толку повеќе се државиве, гледате, значи, овие што се најсветла фактички е најзадолжена, така? Овие што се со најтемна боја се најмалку задолжени, нели вие што наводно санкции ги тепаат, гледај. Нема 20% од сопствениот бруто домашен производ во долг. А да видиме овие што се демокративе. Значи Америка моментално е оваа боја. 100% од својот бруто домашен производ е во долг. Значи тоа што го кажа Никола, само сакам да ви го објаснам, многу поедноставно е прикажано, во е основна страна, че било кој може да ја најде. Значи само пишете на Google debt GDP debt by country. Значи зошто го отворив воа? Ваму може да видите колку една држава е во долг, а според тоа колку е во долг, замислете оваа држава вас ви продава обврзници. Значи Америка вас ви продава обврзници, а нејзиното цело производство, ако треба да го врати долгов, тоа значи дека 100% од своето производство во теков на оваа година треба да го даде само за да го отплати сопствениот долг. А државата е таа што гарантира за обврзниците кои што вие купувате од неа, така? Еве која е државата што гарантира за обврзниците? 100% е во долг. Најголемата економија во светот е ова, мислам, дами и господа. Тоа е, значи мора овие информации да ги пратите, добро што го покажа ова, брате. Значи тука сакам да додадам со самата таа, добро што го спомна GDP-то, значи не знам колку пратат луѓево, можам да кажам комотно дека 90% од GDP-то на Америка е нереално, е фейк. Дури на оваа бројка од 100%, комотно може уште 100 да додаете. Да. Така да, значи тоа е таа контаминација на фет и на Wall Street што ја прават у криптото. Значи еве ова е тоа. JP Morgan, DCG, MCG сите, значи они го контаминираат криптото, ама ние кои сме ние да им судиме и да правиме, да зазимаме некоја си посебна страна, да кажам конкретно за децентрализиранава економија. Да, сите сакаат што се у крипто, тоа е самиот биткоин децентрализирана, но колку и да не ни се свиѓа,
секогаш ќе биде контаминиран и секогаш CeFi-то ќе му парира на DeFi-то. А самото CeFi е фактички тој стандард што го кажува Антонио со XRP, со губењето на SWIFT и со све тоа. Значи, они секогаш ќе бидат во крипто присутни. Како? Тоа попросто не знам како да им се објасни. Мора да направат некоја си, затоа јас секогаш викам имајте план Б. Ти лонгај го BTC-то, ама мора да имаш да си спремен и за шорт. Како викаш ти, мора да се биде спремен за двете сценарија, така? Точно. Тоа е таа позиција што мора да ја заземете. А за да ја заземете ви треба подлога, ви треба километража. Ја кажав, Антонио има дури од мене поголема километража. И ќе биде, значи, еве, во Кина се случува, CBDC функционира, крипто јуанот функционира, следене крипто доларот во Америка, значи исто, еве, USDC-то може од Coinbase-ов да го направат крипто долар. Значи, има ако може исто да дополнам со воа чисто околу аргументи, ако не ти е проблем, извини. Слободно. Тоа што го кажа он, значи DCG, ја на видеото го направив и гледам дека многу луѓе го немаат видено, но чисто ќе го напоменам уште еднаш. Значи вас банките ви го перат мозокот дека воа е скем, така? Значи воа е скем, не треба да се купува, воа е лошо, така? Еви шема на DCG. DCG е моментално најголемата компанија во крипто. Зборуваме корпорација создадена од повеќе компании како што се Genesis, Grayscale, го имаат и овој добро, 5 компании се сега да не навлегуваме, не е битно, поентата што е. Да видиме кој го поседува DCG, така? Значи DCG е само фацата, тоа што вие го гледате. Додека 50% од него е поседувано од Mastercard, кој што е поседуван од кој друг, ако не Wells Fargo, HSBC, Citibank се огромни американски банки. Wells Fargo е банка уште од времето на каубојците. Ако сте гледале филмови, има кочи со Wells Fargo наводно која транспортираат злато. Сега Union Bank не знам која е арно, ама замислите 50% од овоа е поседувано од банки, а банки вас ви кажува не бе, тоа е лошо, тоа не може, тоа е скем. JP Morgan, сега моментално JP Morgan, значи многу од луѓето не знаат кога во 2017-2018 година JP Morgan вака викаше: ако фатам било кој вработен у мојата компанија со волет на криптовалути, ќе биде веднаш избркан од работа. JP Morgan е една од најголемите компании, една од најголемите банки во Америка и најстарите банки во Америка. За JP Morgan од 2021 година да нуди кастади на најголемите фраери во Америка, поради тоа што по закон они се уште не можат да чуваат крипто во своје портфолио. И наједнаш JP Morgan, тој што ви убедува дека крипто е скем, сега наједнаш гледајте, он е еден од оваа DCG што поседува, значи 630.000 биткоини поседува. А ако банките не го сакаат крипто, зошто тоа што поседува 630.000 биткоини? Поседувани моментално од Grayscale во нивниот фонд. И тоа се, нели, клиенти кои што не се кажува кои се нормално, но тоа што Никола го спомна. Значи, не гледајте што ви кажуваат, гледајте што прават. А за да видите што прават, за жал, кој што кажа он, do your own homework. Нема подобро од тоа да седнеш сам да се истражиш, има надвор многу информации, само треба да ги склопиш и да ја направиш приказната од она што моментално ја и он го гледаме. Но повторно ние не можеме да генерална слика, тоа е тоа, значи првата контаминација дефинитивно беше со JP Morganот што кажа, тоа како се смени, еве и Google може да го земеме. Од денеска го бануваме биткоинот, денеска не смеете да купувате биткоин, или Google и JP Morgan од 2018, за во 2022 Google да прави секакви колаборации со крипто компанија, JP Morgan да ти нуди кастади. Па сега вие видите, значи тоа е тој психолошки трик што го прават банките и да се разбереме, они пошто самиот денешен монетарен систем е базиран на понзи, тоа што го кажав преска. Значи, они немаат покритие на средствата, они се принудени да влезат во криптото. Пошто криптото со самата технологија, односно блокчейнот, е покритие. Како, не знам попросто како го кажам тоа, значи, они до утре ќе ви зборат и ќе пуштаат секакви вести као демек ова е лошо, ова е, значи, нели, ќе прават фат на пазарот, fear, uncertainty, doubt. Така да они постојано тоа ќе колку пати е мртов биткоинот, имав шернато у група, значи ќе продолжи тоа, се дур не им текне, еј дечки знаете што од денес идеме нагоре. Значи од денес нема да
провајдаме liquidity, туку ќе купуваме. И сега ти продаш меѓу време и гледаш расте нагоре, па расте нагоре кога не си се едуцирал на време да го фатиш тој момент. Значи тоа е тоа и тајмингот е битен. Кога ќе го склопиш со знаење, ти си win-win. Јасно, значи многу од луѓето погрешно мислење тоа што они мислат дека ќе ставиш во нешто во крипто и за една недела си милионер. Значи да не се лажеме. Криптото е базирано на циклуси. Проблемот е што многу од луѓето влегуваат во погрешен дел од циклусот. Значи сега кога треба да се едуцираат и да купат кога е ефтино, они се исплашени и мислат дека криптото ќе оди до нула и тоа банките се управа. Кога повторно после, значи четврти пат ќе имаме булран пак, значи пак ќе отиде нагоре и пак ќе пребаци претходни all time high и слично. Сега, проблемот е што вакви луѓе што како нас останале во криптопазарот и се едуцирале и купиле кога било ефтино и кога ќе се случи работа да бидеме во следниот бул маркет, нормално ние сме во огромен плюс. Нас идејата ни е уствари колку може е поголем профит да направиме во тој бул маркет. А луѓето што тогаш доаѓаат се тие што уствари ги купуваат нашите коини што ги продаваме на крајот од циклусот. И сега проблемот што е, ја верувам дека ќе има такви ситуации како што има на многу YouTube канали или на пример на луѓе што сега на пример има активни колку 1000 членови од 12.000 во групата. Тогаш ќе има 24.000, така. И сега проблемот е што тие 23.000 што ќе дојдат касно, нормално ќе изгубат. Зошто? Поради тоа што купиле касно, па се полакомиле, па не продале на време. После криптото е скем. Како може Никола и Антонио имаат по 1000% профит, јас само 100 направив. Криптото е скем. Сега тоа е работа. Значи едукацијата, зашто постојано кажувам тоа. Значи кај нас македонеците навикнат, дај кажи ми што да правам, да нема да се ја да учам. На готово, тоа е тоа. Ама жално е кога ги даваат нивните пари, тоа е најголемиот проблем. Што ти дечко ги даваш твоите пари и се надеваш дека некој управо поради тоа што ти твоите пари тешко си ги заработил, а ги даваш така, верувајќи дека можеби дечко што кажува е вистина. Значи, затоа како канал и како заедница може да видите дека никој не ви пропагира коини, не продаваме магла, нема никакви скемови, ви кажуваме што се случува моментално у криптопазарот во светот. На вас останува што ќе направите вие. А во однос со тоа што кажа за early adopter, само сакам да додам. Прво, уште пред не знам неколку 3 или 4 месеци се уште стоеше на Binance, значи кога ќе купиш нешто ти даваше порака, пишува congratulations, you are among the first 5% in the world to buy crypto. Значи, ако Binance со најдобрата статистика у светот како најголема менувачица ти вика дека повеќе од прилика 5% од светската популација моментално купила крипто, може да видиш во колку само рано сме во крипто секторот. И затоа ги трупаат со вакви информации за да не го сватат тоа, брат. Ете така. И уште една работа, значи тоа со криптото многу поштоа еден тип имаше еден твит, ама твитот другарче, мислам твит на милениумот. Вика вака. Да не е Вика, од 2011, тоа е за некои само нердови што седат по подруми. Што е тоа глупости, каков интернет, какви чуда. Од 2013, тоа е само мафијаши го користат за перење на пари и за такви работи. Од 2017, тоа само мали компании го продаваат, знаеш, што нема нели као да се направи профит во она. 2020 година, тоа само мали држави го користат, ко ме разбираш, овие две мислам дека го покажа тој твит, така ако не се лажам. Па да, сега дај да не го барам, ама нели, буквално како се движат циклусиве, пошто веќе нема изговори, значи нема што да се каже. На видело се гледа се кој како плива и сега последниот циклус беше ја не можев да си верувам. Вика, тоа само мали компании го држат. Значи и морам да напоменам уште еднаш, значи замислете сега која муда е ова. Луѓето што се чеј цел време заборавам името од тебе, островчево што го направи адопт? Ел Салвадор. Ел Салвадор, замислете го ова. Монетарниот фонд на светскиот монетарен фонд им се закани дека доколку направат такво нешто нема да им дадат помош. И верували или не, го направија. Да. И што беше поинтересно, они уште у крајот на циклусот веќе беа толку плюс што председателов нивни испадна со официјални информации како се градат болници, како се градат патишта, како се Зашто ние да не бидеме кој Ел Салвадор, например. Па тоа е интересното што има, види, интересното зашто ја викам, значи крипто прво ќе влезе у многу помали држави. Моментално Кардано, главните држави кои што се фокусира се у Африка. Значи Етиопија моментално го зема како основен блокчейн за образование. Кај што сите работи што си ги учел се запишани во овој блокчейн и ти немаш потреба од CV. Буквално на блокчейнов нада ти е запишано твоето CV,
што не може да биде променето, не може да си купиш диплома кога кај нас дома, туку едноставно си го покажеш, сивито гледаат на блокчейнот и гледаат точно кој си, што си научил, колку си бил успешен. Са што ми е поента? Значи помали држави ќе почнат да го адаптираат крипто, што моментално се случува. За на крајот тоа е сега крајното што постојано ви го кажувам. Еве прост пример, кога го сподели воа за Бразил, гледам 2 лајка. Нема потреба од лајкови, не го споделувам за лајк. Русија исто у прошлиот подкаст што го кажа, исто буквално. Една голема држава, една голема економија е доволно да го адаптира воа. Зошто прост пример, да земе Втора светска војна. Кога Германија почнала да прави атомска бомба, што се случило? Наеднаш цел свет почнал да прави атомска бомба. Зошто? Поради тоа што кој ќе го направи прв овој технолошки напредок, ќе биде автоматски пред сите во светот. И тие што го направиле, значи е прост пример. Америка е направила атомската бомба, ја фрлила врз Јапонија и што се случило со Јапонија? Капитулирала. Значи затоа што си ти технолошки надмоќен. И сега моментално иста ситуација. Они се уште се обидуваат да го банираат воа, ко Кина што го банираше 2 пати, но пак ќе речем, ако дојде ред Русија да испадне, значи не знам вие дали ја сакате или мразите, тоа е ваш проблем. Повторно правиме муабет за континентална и таласократска политика. Тоа е профит и економија. Значи идејата што е? Ако испадне Русија, за тоа што го кажува постојано, да направи државна менувачница за крипто, поради тоа што моментално SWIFT и нели онаша банка за размена што е во светот, ја блокираат Русија да не може да прави светска размена. Ако испадне Русија да го заобиколи овој систем со крипто и да каже, знаеш што, Гана, ако сакаш ќе направиме трговија, ама нема да користиме долар, туку вие ќе ми платите мене у биткоин, ја вас ќе ви давам нафта. Ако испадне таква држава да го направи тоа, кој што е на пример Русија, автоматски имате целосна адаптација низ цел свет. Значи нема бегање, тоа е тоа, крај. Само нели останува да видиме, многу од информациите ги гаѓаш, исто така и јас ги гаѓам. Јас имав направено и подкаст уште инфлацијата годинава кога беше 6%, ме правеа будала сите кога зборев дека ќе скокне вртоглаво, ама добро, нема везе, значи луѓето ќе си легнат на брашното. Значи ние сме тука да им представиме што знаеме и на крајот они нека си донесат одлука. Значи тоа е тоа. Сега сакам да шернам скрин, да додам. Да, извини, веднаш само секунда. Не, слободно, да додам некои информации чисто за вака сега да го спуштам. Така, сега го иксам. Добро, ова не смета тука секако. Не, овој лик можете комотно го пратите на Инстаграм. Дечково му гутнав Хедл, реков ја, било обратно, Хелд. Небитно, значи Ден Хелд се вика дечково. Комотно можете да го пратите, секогаш он тајм објавува информации, секогаш мемиња за фрканци, еве го мемето. Тоа е тоа. Мемето на годината е тоа. Да, тоа е понзи на годината, на векот. Понзи на векот. Значи, пратете го дечково и сега да се навратам на муавет, предходно што зборев, еве и тука по некоја случајност искача FTX понзи. Значи, 80% од холдерите на биткоин или long term холдерите, ова е вест од февруари 2021 прв пат искочила, но потоа е решеруване и во септември, во јули, значи септември, јули, постојано се решерува, али оригиналната е во февруари. Значи ако во февруари лани 80% од биткоин холдерите не продале, можеме да земеме у предвид дека сега таа цифра е секако малку помалце со бер маркетов, но јас се кладам дека не е повеќе од помалку од 60%. Значи еве и 20% да паднале тие што не верувале што продале, пак сме 60% не пипнати биткоини на long term холдерите. Можете, значи затоа и го споделувам ова е многу битна информација, што мора да ја земете у предвид. Еве ако мислите дека лажам, еве го, нешто ми вика privacy concerns, сега ќе го, значи, секунда, еве го отвори. Треба да го пуштиш и звукот од компјутерот да го... Сега ти кажам дали го слушам. Секунда, малце ми кочи, ама ќе... Сега ќе средам. Значи... Headphones, speakers, еве го, сега ќе го појачам. Значи на 80. It's terrific to see you again, and I always find your questions extremely perceptive. What I would say about that question is a lot of the price volatility of cryptocurrency has to do with the early stage of the market and the thinly traded nature of the asset compared to, for example, U.S. real estate, global equities, or anything like that.
I think the message I'd land with this committee in response to your question, however, is some of the things that make U.S. equity and debt markets more stable and less volatile have to do with the fact that there's a lot more price discovery in those areas. And what I mean by that is, in the U.S. we have regulated equity mutual funds. We have derivatives products and futures products that allow the free trading on a 24/7 basis that provides the market with forecasts of what's happening in the ecosystem. In the world of crypto, the U.S. hasn't responded by developing those tools for price discovery yet. And so the result in a relatively new, relatively thinly traded market is that one person unwinding their position can have a massive effect on the price. The last point I would just make very quickly is something like 80% of Bitcoin holders have never sold a Bitcoin. And so when you hear about a day when there was a giant price drop in Bitcoin, often it turns out that there was one or two large traders who were unwinding a leveraged position. The vast majority of holders have enough confidence that they've literally never sold a unit of it. So I would argue we need more liquidity and more price discovery to tamp down volatility, not less. Точно. Сосема на место. Да. Што ми лаеше тука на крај, ама генерално мислам дека чуја тоа што треба. Техничарот му помага малку. Променува таму, да. Ме смара. Ако може да се надополнам ново. Значи проблемот што е, многу често се случува, значи Black Swan евенти се нормална работа. Ако погледнете наназад во секој од претходните bear маркети, посебно некој што се полого, може да видите дека Black Swan евенти се сосема нормална работа. Но Black Swan евентите нема никаква врска со ситуацијата која што моментално се случува во крипто. Зошто? Black Swan евентите 99,9% се поврзани со луѓе, не со технологијата. Технологијата нема никаков пропуст. Како што може да видите и сами сега, може да се случи некоја ситуација како Solana, не знам. У ситуација да имате, например, Solana, не знам, да правила некој пропаднала, да речеме, паднала, па морала да рестартира, некој таква реалиција, лаички зборувано, така? Да. Но генерално, технологијата ниту во еден момент не подлегнала. Сега, прост пример за тоа, ако погледнете на биткоин, например, ако имам тука хешрейтот постојано, значи, хешрейтот моментално е во највисока позиција од историјата на постоење на биткоин. Погледнете. Значи, од самиот почеток, гледате овде. Тоа значи дека моментално има највеќе мајнери и неговата сигурност е најголема од почетокот на постоењето на биткоин. А на вести што имаме, дека викаат дека се намалиле мајнерите. Ама ја тоа го кажав, имаше, значи ја не можев да си верувам на ушите, имаше некој, ајде да не спомням кои канали, колеги, значи да кажеш дека и прост пример, тоа е најлесното што може да го провериш, само отвори биткоин хешрейт. Секое паѓање, како што на пример беше селењето во Кина, прост пример, значи каде што Кина удри повторно бан, што се случи? Не престана да постои биткоин, туку само се преселија во друга држава и моментално хешрейтот е најголем што некогаш бил. Значи ќе продолжи да расте. Технологијата е, како што може да видите и сами, комплетно неповредена од сето ова. Единствено што е повредено е цената. Сакам да додадам многу битно нешто тука кај хешрейтот. Значи кога правиме муабет, исто оние од типот на зелена економија, нели, тие што ти го перат мозокот кај нас, знаеш кои се зелените сега. Јасно. Значи од таков тип на информација еден куп ќе си слушаш као демек биткоинот бил економски неефикасен, односно енергетски неефикасен, трошел многу струја. Значи, колку треба си глуп и будала да го кажеш тоа. Значи, имаш и пред година дена имав шернато група за ова, значи колку само банките со нивните имоти и све што поседуваат у светот, колку трошат струја, а колку е само, не знам, микропроценти у тоа биткоинот. Значи, секогаш земајте ги со доза на резерва таквите вести. Морате да ги проверите. Тоа и Антонио ве учи, тоа и јас пробувам да ве научам. Па не знам сега, некој ќе искочи будала, али поентава е да искочиме шо помалце будали. Тука е оно што ја постојано кажувам, значи како заедница мораме да се организираме. Ништо не правиме ако не сме заедница. Тоа трибализирање само кога донесе многу луѓе да добијат погрешни податоци, да секој си тегне на своја страна и да не знаеш кого да го слушаш. Јас зашто постојано викам, мене не ми е проблем кога луѓе ме критикуваат. Нема проблем, слободно, ама критикуваеме соодветно. Така, дај ми соодветно нешто што ја не го знам, зашто викам постојано, јас учам. Идејата е дај ми како да научам, значи нели, ако нешто не знам, кажи ми, ќе го научам и ќе го применам и сите ќе може да го научам, пошто за жал јас сум единствениот што демонстрира.
И како заедница можеме многу повеќе, значи јас за тоа, многу пати што и да ми пратиле, дали е порака, дали е пост, дали е нешто, значи ми го праќа и јас ако е нешто соодветно, го вметнувам во мојот материјал, соодветно кажувам кој ми го дал, значи благодарам на тоа што ми го дал и го давам за вас како заедница да видите и сами. Прост пример. Никола имаше објавено Blue Whale сосема солидна, значи ќе напоменам уште еднаш. Значи техничката анализа што Blue Whale е направила е сосема солидна. Оноа што постојано јас го кажувам, без разлика колку вашата техничка анализа е безпрекорна, не може да предвидите Black Swan евенти. Не може да предвидите економски поместување. Затоа, секогаш мора да имате и фундаментална и техничка анализа постојана. Вие не можете да направите една анализа и да кажете, знаеш што, ја направив, знам точно што ќе се случи, ги внесувам парите и тоа е тоа, вака. Значи не постои такво нешто. Мора да правите постојана анализа. Затоа мора да смениме таа перцепција. Тоа е тоа, брат. За тоа сме уиграл. И се надевам дека како заедница понатаму ќе видиме многу, значи ние сме транспарентни комплетно со вас. Админите, модераторот Никола заедно со мене објавуваме кој да има прашања, нека поставуваат, за тоа сме тука. Чисто околу конзумцијата за струја. Ајде биткоин во ред. Да, навистина постои некоја потрошувачка на електрична енергија, арно, ама секако не можеш ти да го споделиш тоа со моментално Германија ги враќа у погон јаглените станици. Ме разбирате? Значи смешно е да ги споредуваме тие работи, брат. Смешно е. Така да тоа не е загадување, ама биткоин е загадување. Ама еве сега прост пример. Еве зошто го викаме ова сега што го спомна, само да се надоврзам, значи за Етериум. Етериум ја намали конзумцијата на енергија претходно со мајнерите, сега ја намали за 99,95%. Што значи користи само 0,5% од претходната конзумција за струја. Тоа значи дека моментално Етериум како криптовалута со толку мала потрошувачка на енергија е автоматски, значи најпогодниот проект за било каков тип на корпорација, на институција, на банка, на меѓународен фонд да инвестира. Зошто? Прво ги поби тие зелени политики на многу загадува, многу електрична енергија користи, значи не користи веќе. Моментално се нодови, пред тоа беа мајнери, нодовите не користат ништо. Второ, значи еве и тоа го побивме. Второ, имаш дефлационо средство, зашто викам ја? Биткоин е тој крал, крај на Моаведо. Прв и секогаш ќе биде прв. Тоа е она предност која што ја имаш кога си прв на пазарот. Но на крајот од денот имаме многу по-софистицирани криптовалути. Иако можеби по-старите имаат некои недостатоци. Следните генерации, значи Етериум е втора генерација, ADA, DOT, Solana се трета генерација. Се веќе толку усовршени, толку добри, што нудат некои надмокни технолошки. Еве прост пример да речеме. Моментално ADA развива Hydra. Значи Hydra протоколот ќе биде толку брз што ќе прави оприлика до 2 до 3 милиони трансакции во секунда. А знаеме до сега дека ADA и Cardano шо и да ветиле, исполниле. Еве, значи да се задржи во не за една година. И да се задржи една година. Еве да споредиме со моменталната ситуација во светот. Значи најбрзи трансакции во светот ти се Mastercard и Visa со 60.000 трансакции во секунда. Во ред. Но зошто е тоа така? Имате централизиран систем, каде што имате еден компјутерски систем поседуван од една компанија. Замислете колку е напредна технологијата на Cardano, каде комплетно децентрализирани, че Cardano е најдецентрализираниот проект во светот. Така, комплетно децентрализирани пулови имаат брзина неколку стотини пати поголема од најбрзите проекти на CeFi. Така. Да. Значи, тоа е таа технологија што мора да следите. Значи, има многу технологија и неизбежно е. Значи, тоа е, значи, проблемот што многу луѓето сваќаат тоа дека само финансиски, не е само финансиски. Значи, крипто, зошто јас го направив тој проект од повеќе од 20 видеа? Затоа што не може вие само да гледате на CeFi и DeFi. Имате многу технологија која што мора да ја следите, затоа што секој од тие посебни сектори, дали е тоа Internet of Things, дали е децентрализирани иновациите, дали е Decentraland или да речам Metaverse, дали е, не знам, применета технологија. Значи, моментално, крипто има толку широка употреба, што се уште не сме ни свесни колку е насекаде. Така, апсолутно се слагам со се што кажа. Значи, мора да бидеме у тек, еве, најнова информација, интернет компјутер од денеска ICP. се спои со биткоин. Да, и тоа мора да се земе предвид. Значи, многу работи се. Таква економијата каде што мора, криптоекономијата каде што мора секојдневно да се прати. Тоа е тоа. Затоа и Антонио го прави. Прашање на време е кога нема да имате избор. Значи тоа е прост пример.
пред тоа имаше телефони со копчиња, така? И ние бевме навикнати скоро и да не постојат телефони со тач. Дојде ситуација во која што сега за да најдеш телефон со копчиње треба да платиш 3 пати повеќе од тачскрин, затоа што ги нема. Иста ситуација ќе биде и со крипто, затоа што ќе бидете принудени дали сакате да користите CBDC или да користите крипто. Нема да има друг избор. Значи прашање на време е само кога ќе ве викнат од НБРМ и ќе ви кажат: дојдете до вашата локална банка да си ги смените вашите кеш денари во официјални CBDC, затоа што ако не го направите тоа, после овој датум веќе кеш нема да важи. Не знам колку знаеш, кај нас сме колку и да заостануваме од едукационен финансиски аспект, во оној па токен момент каде што нели токеномикс или токен економијава што ја прават, кај нас со One ID-то, KIPS, се први што го лансираат како експеримент проект у светот. Моментално, значи кај нас е почнато со кипсов што сакаат да направат монопол на токените у овакво, значи само они ќе може да прават токени, човече. Наместо да донесат регулатива, односно подлога за криптото да се развива, овие носат монопол. Можеш да замислиш, значи ти утре ако извадиш токен, дечково со кроматика, ако знаеш имаше токен, се повлече. Е од овакви работи. Значи утре ако извадиш токен, ќе ти дојат ќе те направат криминалец вече. До каде се влага, значи нема. Ама нема информација за ова, прв пат слушам од тебе. Например, ја толку време сум у крипто, ја имаш информација му скриени у невладини кругови. Толку. Да. Приватна економија, се разбира. Види, може вака да направиме. Ја мислам дека малку е долгичко видео, веќе сме проекти. Мислам дека можеме да го завршиме овде, ако не ти е проблем. Ја гледам дека има се брзам на работа, сум. Да, има со тебе лезет за работа и понатаму. Само да завршиме на крај 2 минути и тоа е тоа. Значи уште еднаш му благодарам многу на Никола, јас бев многу задоволен од разговоров, иако разговорот беше малку генерален. Можеби понатаму ќе направиме пософистицирани, да речем ќе поднесеме соодветни прашања кои што сака да ги знае заедницата, но сега за сега јас сум многу задоволен од нашата соработка, како и на криптовалути, така и нели на ова видео. Јас ќе му се заблагодарам уште еднаш, се надевам дека ќе не посети повторно на каналот, ќе можеме да го правиме можеби ова почесто. Верувам дека заедницата би му се допаднало нормално, но оставете коментари, оставете значи мислење за тоа што мислите дека треба да подобриме, што би сакале да слушнете. Па јас и Никола ќе поразговараме, можеби и некои од другите админи во идното видео, ќе направиме можеби и поголем круг на да речем криптоентузијасти. Може така? Како брат, фала ти многу на поканата, фала ти на гостопримство на канал. Баш ми беше драго и би сакал и понатаму нели да се разводни комуникацијава, да ни се придружат и други членови. Нека кажат досегашните и новите гледачи што мислат, па ние понатака ќе се подобриме и тука ви стоиме на располагање. Многу Никола. До следно гледање. Имај добар ден. Поздрав крипто. Чао.